Во Охрид, првите просветители Климент и Наум ја развиваат својата најжива активност, така што овој наш град станува центар и жариште на културата и просветата не само на македонскиот, туку воопшто на сите славјански народи што тогаш се служеле со заеднички јазик. Најстарите цркви и манастири во Охрид и неговата околина всушност се зародиш и камен темелник на славјанската култура и уметност. За релативно кус период се изградени голем број цркви, што денес представуваат вистински културни, историски и уметнички ризници, патокази за духовниот развој на еден народ во неговиот простор и поднебје. Света Софија, Света Богородица Перивлептос, Свети Константин и Елена, Богородица Челница и Богородица Болничка, Свети Никола Болнички и многу други. Меѓу тие цркви е и мали Свети Врачи, во која е сочуван и најстариот иконостас од 14 век, работен во резба копаница. Иконостасот е изработен и поставен во времето кога е градена и живописена црквата. Конструкцијата на овој иконостас се состои од 5 тродирани дрвени колони, а нивната декорација е различна. Двете колони северно од царските двери се изведени со релјефно вертикални линии, а насреде се врзани со така наречените Херкулови јазли. Од оваа резба, од незиното специфично видување на предметите, како да се насетува подоснешниот рафинман на оваа уметност кај нас. Горе, колоните завршуваат со капители со неколку наведнати, зашилени лисја. Во оваа црква се наоѓа и дело на непознат мајстор од 17 век, голем крст над иконостасот со насликано распетие Христово, што се издига како символ на победата на христијанството. Мощно импресионира мотивот на двете лами, што се символ на поразот на гревот и многубоштвото, и во себе имаат конкретен психолошки и дидактички подтекст. Друг иконостас од таков вид во Македонија нема.
Во непосредна близина на оваа црква е Света Богородица Перивлептос, која подосна со пренесувањето на моштите на Свети Климент бидува прекрстена во Свети Климент Охридски. Ја подигнуваат епирскиот војсководач Прогон Зур и неговата жена Евдокија во 1295 година. Црквата е богато украсена со двокрилните врати, најпрвин во припратата, а потоа во самата црква. Вратите се оригинални од времето кога е подигната изографиса на црквата. Нивната декорација и визуелните ефекти се постигнати со комбинација на окови и дрво, кој формира крстови, ромбоиди, стилизирани розети и слично. Мощен ефектен декоративен елемент на овие врати се и пластично изработените колонки, применети со многу усет, вкус и знаење. Вратите на црквата Свети Климент како да го навестуваат внатрешното богатство од фрески, икони и други уметнички предмети. Централно и највпечатливо место во просторот на црквата заземаат царските двери, раскошно декорирани со орнаменти на кои не им е туѓ источниот исламски манир и богато позлатени под светогорско влијание. Изработени се во најмрачниот период на турското робство и верскиот притисок во 17 век. Иконите кои порано биле сликани од иконописци се украсени со сребрени ореоли или покриени по големи површини околу светецот. Овие елементи околу иконата, работени со неверојатна прецизност и префинетост во одвај видливи минијатурни форми, донесуваат портрети на пророци, евангелисти, па дури и сцени од Библијата, со што се збогатува животната и уметничката содржина на иконата, на тоа ремек дело на нашата средновековна уметност. Во овие минијатури, одвај доловливи за погледот, уметникот внесол психолошки и животни сознанија, видување на човекот и неговата внатрешна проблематика, како да ги работел на монументални површини.
Посебно уметничко богатство на црквата Свети Климент и уметничко богатство воопшто за периодот кога се создавани и не само за тој период, представуваат незините фрески, сликани во 13 век од прочуените мајстори Михајло и Евтихие. Сликајќи ја црквата и множеството ликови во неа, тие не можеле а да не го сликаат човекот на кој наишле во Охрид и Охридско и психологијата што ја обсервирале на него. Така инспирирани од делото и легендата за Климента, тие го насликали и неговиот портрет што представува и денес вонредно ликовно доживување. На јужниот брег на Охридското езеро, Наум го подигнал манастирот Свети Архангел, денешниот манастир Свети Наум. Она што во објектот го гледаме денес е од периодот на турското робство. Посебно место зазема иконостасот кој представува вистинско и неповторливо уметничко богатство, декорација на црквата што тешко трпи споредба. Изработен е во 1711 година, под влијание на светогорските иконостаси, позлатени и во полихромија на црвена, зелена или љакова боја. На иконостасот доминира стилизираната билна орнаментика, со пластичен и жив приказ на винова лоза и гроздови. Под влијание на мотиви од античката уметност, фризот на иконостасот донесува богата резбарија со представи на птици и други фигури од фауната.
Иконите на иконостасот се дело на наши зографи и имаат високи уметнички квалитети и дострели. Резбарите не ги заборавиле ни верниците на кои им била наменета црквата, обичните луѓе од овој крај, па со еден своевиден третман ги декорирале подпирачките на столовите, од кои тие ја следеле службата Божја. Овде уметникот како да си дозволил поголема слобода во третманот на предметот на ликовната транспонација, па не идуваме на ликови на обичниот секојдневен човек, прикажани мощно експресивно и со усет за безропотното страдање на верникот. Оваа уметничка убавина и сведоштво за едно време и живот се реализирани од повеќе видови творци, зографи, сликари, резбари, немирни неимари. Кога денешниот гледач се соочува со нив, со универзалното единство на уметничкото дело, не може да не остане длабоко импресиониран од автентичниот уметнички пламен, кој кај сите горел подеднакво, во различни творечки подрачја, но бил следен од еден сроден сензибилитет,
кој денес ни ја пружа можноста да уживаме во дело со единствена творечка хармонија и единство.